една друга работа да искоментирам. Колку треба да си неталентиран политичар да се доведеш од ситуација во која што имаш 58 пратеник, имаш председател на државата, имаш 44 градоначалници, да се доведеш во ситуација за една година, практично да ја уништиш употребната вредност на влен, да го уништиш знам, че сите потенцијални коалициони партнери кои што би ти значеле баденте комотно владење и така натаму, и да се доведеш до ситуација да тропнеш на вратата пред оние поради кој што таа војна која што им ја објави, поради кој што ги доби изборите со толкава подршка. Колку треба да си неталентиран? Веројатно Христијан Мицковски имаше добри, одлични, рекордни можеби резултати у Македонија, но рекорден ќе биде неговиот пат у гласови после ова све што ќе се испослучува во периодот што следи и се она што се испослучува до сега. Многу неталентиран политичар. Тој не ги доби изборите затоа што знае политика. Имаше луѓе кои што мене ме убедуваа дека он играл 4 шак, а ние не сме го разбирале, па не демантирал све што збориме, ништо не сме погодиле со резултатите на 24 април и 8 мај. Ама веројатно народот требаше да види со своји очи на кој што ние го знаеме. Народот гласаше против СДС, не гласаше за. Така е, ама требаше да го види со своји очи она што ние го зборевме. Еве сега го гледа народот. Резултатите на локалните избори нема да бидат исти со оние на 24 април и 8 мај. Дополнително да се доведеш у таква ситуација да мораш да уипа да го земеш.